Денеска ќе продолжиме со онаа тема која некне започнавме, значи застанавме во Евангелието според Јован на крајот на 20 глава и некни одговаравме на едно прашање дали сум сигурен во спасението. Денеска продолжуваме со таја тема и најнапред да си го прочитаме овој текст што и некни го читавме. Јован 20 глава, да видиме од каде ни произлегува оваа тема. 30 до 31 стих и 1 Јованово 5 глава 13 стих. Јован 20, 30, 31. И многу други чуда направи Исус пред учениците кои не се запишани во книгава, а овие се запишани за да верувате дека Исус е Христос, Божји син, и верувајќи да имате живот во Негово име. И другиот текст, другиот стих е 1 Јованово послание, 5 глава, 13 стих. Ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. Значи, минатата недела зборувавме за спасението и сигурноста на спасението и видовме и одговоривме на неколку прашања врз основа на што можам да бидам сигурен, врз основа на што да верувам, потоа во кого да верувам, во што да верувам и можам ли да бидам сигурен. И видовме дека Јован во се ова беше многу јасен и дека пишува се она што го слушнал од Господ Исус Христос и тоа е темелот. И ако погледнеме во 17 глава од Евангелието според Јован, тоест големосвештеничката молитва, ќе видиме што Исус се моли. И тука во таа молитва го открива темелот на единството и зборува за она што е апостолска наука. Сега, што е тоа апостолска наука? Значи, Исус се моли, а Јован во 17 глава запишува: зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним. Значи, зборот е темел на се. Еве што вели Јован 17 глава 8 стих. Зашто зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним, а тие ги примија и навистина сознаа дека излегов од тебе и поверуваа дека ти си ме испрати. И сега во 20 стих, во истата 17 глава, што ни вели? Но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене. Значи, тоа е тоа заедништво, тој екуменизам темелен на зборовите. Зборовите што ми ги даде мене, јас им ги дадов на апостолите, вели, и апостолите запишале, и врз тие записи, оние што ќе поверуваат врз тој темел, а тоа кој се? Тоа сме ние, да бидеме едно и сме едно. И се што е надвор од тоа е залажување и измамување. Сега, што самиот Господ Исус Христос поучуваше за спасението и за сигурност на спасението, ќе видиме сега. И ќе видиме дали она што минатата недела го гледавме, дали Јован се држи до тоа. И ќе видиме дека да, Јован се држи точно до она што Исус го поучува. Се држи до таа апостолска наука. Ги слушна од Исус, ги запиша, поверува, ги запиша, за ние кои читаме да поверуваме. И сето тоа продолжува и понатаму. И ќе ги поставим истите три прашања, на кои сега не апостол Јован, туку самиот Исус Христос ќе ни ги даде одговорите на тие прашања. И ќе видиме дека тие се едно и дека тоа наследство, дека тоа е наследно и дека тоа е вистината. Првото прашање е истото од минатиот пат, врз основа на што да верувам.
Пред малку го кажав тоа и го видовме јасниот одговор во таа големо свештеничка молитва во 17-та глава. И тука во таа глава гледаме еден близок однос помеѓу таткото и синот. И ако сакате некого да запознаете, како ќе го запознаете? Слушајте го што зборува за другите и ќе го запознаете. А ако некого сакате на вистина да го запознаете и подлабоко, слушајте го како се моли и за што се моли. Тоа е близок однос. Близок однос во таа молитва меѓу татко и син. Исус разговара со својот татко на крајот и знае каде оди и што ќе му се случи. Еве уште еднаш тој 8 стих од 17-та глава. Зашто зборовите што ми ги даде им ги предадов ним, а тие ги прими и навистина сознаа дека излегов од тебе, поверуваа дека ти ме испрати. И потоа 20-тиот и 21-тиот стих, но не се молам само за нив, туку и за оние кои преку нивните зборови ќе веруваат во мене. Тоа сме ние. За да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене и јас во тебе, така и тие да бидат едно во нас, за да верува светот дека ти ме испрати. Значи да веруваме, ама врз основа на што? Видовме, ист е темелот. Како што беше кај Јован, така и овде. Христос, Словото, вечното Слово, телотворено Слово, запишаното Слово. Тоа е вистина и тоа е темелот и сигурноста. Не може ние да градиме нешто врз чувства, кажав минатиот пат, врз искуства, врз сведоштва, бидејќи се е тоа човечки, доаѓа од човекот. А штом сме на она што е човечко, нема мир, нема сигурност, тука секогаш се сомневањата. Секогаш има сомневање. Па зошто, па во што, па како? Апостолската наука, Павле во контекст на Господовата вечера, на коринтијаните, кога му пишува во првото послание до коринтијаните, ја дефинира на овој начин. Прво Коринтијаните 11 глава 23 стих и таму Павле вели вака: зашто јас го примив од Господа она што ви го предадов. Зашто јас го примив од Господа она што ви го предадов. Значи тоа е таа апостолска наука, тоа е тоа наследство, апостолско наследство. Значи секоја црква мора тоа да го проповеда. И не само да го проповеда, него јас би рекол дека постојано, ајде да не биде стално, ама на неколку години повторно да го направи тој тест на првата црква. Да го направи тој тест на првата црква. Каква била првата црква? Ние вчера имавме еден состанок во Велес и точно за тоа се зборуваше. За првата црква и врз база на таа прва црква да ги видиме нашите недостатоци, нашите недоследности, одново да се реапдейтираме и да наликуваме на таа прва црква. А првата црква беше заедно во што? Ако видиме во дела апостолски, значи во апостолската наука, во кршењето на лебот и заедничкиот живот. И точно според ова треба да запрашаме дали сме црква. Црква сме или нешто друго, здружение. Апостолска наука. Држете се до тоа и оставете ги приказните. Се друго се приказни. Она што го примив од Господа, тоа го предадов, вели Павле. И тоа е темелот на единство и стабилност. Значи, тука е спасение, тука е сигурноста на спасението. И тука е победата и животот во полнота, во Словото. Апостолската наука во Ефесијаните, Павле дефинира вака. Послание до Ефесијаните, 2 глава, 19 и 20 стих. Затоа вие не сте веќе туѓинци и придојденици, туку сте сограѓани на светите и домашни на Бога, надзидани врз основа на апостолите и пророците, а аголен камен е самиот Христос Исус, вели. Гледате, темел, основа се апостолите и пророците.
а аголен камен е самиот Исус Христос. И врз тоа треба да зидаме. И ова е неразделно. Значи, аголниот камен и темелот се неразделни. Ако се разделат, се руши градбата. Денеска постојат и постоеле многу секакви пророци што пророкувале се и се што, и ако заеме во Стариот Завет, ако пророкувале противно од тој темел, значи тие не влегуваат во тој темел. Во Стариот Завет тешко, гледаме дека било многу тешко да се биде пророк. Ако сте пророкувале, а не сте исполнили, а нешто не се исполнило, знаете што била казната? Смрт, каменување. Па, нека повели, некој нека пророкува. Тоа е темелот. А што тебе Господ ти рекол, или што велите, што ми рече Господ, тоа не треба да се занимаваме со тоа, баталете го тоа, мене Господ ми рече. Ма немој. Нема нови пораки. Овде се сите пораки. Овде е се. Господ ми рече. Страшно. Значи, зборовите што ми ги даде, вели, јас им ги предадов. Врз база на тие зборови да бидат спасени и да знаат дека се спасени. Чим има други алтернативи, готово е. Зарем Бог ви рече, така е? А не. Готово е, верувајте. Нема мир тогаш. Само немир. Па зошто, па како, и само прашање. И сомнеш. Зар Бог ви рече? Или вие не можете да разберете што Бог рекол? Или не е тоа за секој? А немој. Не е за секој Словото. Тоа што прави Светиот Дух во црквата? Не забавува? Па точно Светиот Дух, преку Светиот Дух ние го разбираме Словото. Затоа вистината е битна. Нормално. И љубовта, ама во вистина. Да верувам врз база на што, како да бидам сигурен. Видете што вели Исус. Зборовите што ми ги даде, им ги предадов ним. А што вели Јован? Ова ви го пишувам вам. Ова ви го пишувам вам. Она што го слушнав и што го видов, тоа ви го пишувам. Значи Христос е темелот, да ги оставиме сите други приказни, да ги оставиме и црковните отци. Може да се докаже дека до вториот век и најголемите црковни отци од тоа време верувале во оправдување само по вера. Само по вера. И само во Христос, само по милост. Така верувале, а не спасување по дела, туку само по милост. Но тие сепак не се толку битни, но сепак тоа охрабрува кога гледате дека некој е на темелот и ја љуби вистината. Значи, да, нивната вера може да не биде за охрабрување, но тоа не спасува. А и тие верувале во само по вера. Што понатаму се случило? Кога почнале луѓето да кажуваат па со дела, па со ова, па со она, ама тоа не е темелот, тоа не е таа апостолска наука која ние треба да ја проповедаме. Кога некој не доаѓа во црква од потреба, туку по потрага. Тоа е страшно. Потреба или потрага? Зошто сме дошле? Што би сакале? Дали сме ние пријатели на вистината? Дали бараме благослов од Бог или го бараме самиот Бог? Што барате? Првото прашање во Евангелието од Исус беше тоа: што барате? И секаде, каде и да
појдете на било каков разговор за било што да побарате, на било кој шалтер, првото прашање, што барате вие ке биде? Дали ние го бараме Бог, а со тоа доаѓа стабилноста и сигурноста? Дали го бараме Бог? Тоа се тие прашања. Второто прашање, кое го разгледавме некни, во кого да верувам, во што? Истото прашање, значи му го поставивме на Јован и сега му го поставуваме на Христос. И читаме во Јован 3 глава, некако како дојдовме до крајот на Евангелието по Јован, некако многу се навраќам и баше добро да го сумираме нешто тоа вака преку овие проповеди. Значи Евангелие според Јован 3 глава од 14 до 18 стих. Гледајте што таму ни вели самиот Исус. И како што Мојсей ја издигна змијата во пустината, така треба да биде издигнат човечкиот син, та секој кој верува во него, да не загине, но да има вечен живот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него? Еве пак. Кој верува во него? Не му се суди. А кој не верува веќе осуден, зашто не поверувал во името на еднородниот Божи син. Овде Исус спомнува само вера. Не вели вршење на законот. Јован и Исус зборуваат за вечен живот. Врз база на вера во него, врз база на вера во Божиот син, врз база на вера во Исус Христос. И ова е теологија на вера. Тоа е Христос. Јован од самиот Господ Исус слушнал, научил, запишал дека спасението и сигурноста на спасението не се наоѓа во верата и нешто плюс, тоа што минатата недела реков, во вера и крштевање, вера и дела, вера и послушност на законот. Така не се наоѓа спасението, не е тука. Тоа е човечки. И нема никој ништо против крштевање, против исполнување на законот. Нема никој ништо против добри дела правење. Никој ништо нема против тоа. Но ова што го спомнавме, вера и овие работи, мислам дека тоа е нашиот македонски народ. Но искрено не е во право. Не е во право, во криво е. Оние што намерно, оние што се намерно во криво, нив не можете многу да им помогнете. И од нив треба и помалку и да се пазиме, малку дистанца, малку оддалечување. Но има многу луѓе кои се искрено во криво. Искрено веруваат, но се заведени и криво веруваат, во криво. А имаат искрено срце. Нив им треба помош. Само вера, само во Христос и само по милост. Јасно е самото писмо, јасен е и самиот Христос. Дали е ова важно? Или како што некој велат денес, важно е да сме заедно, заедништвото е битно. Да, заедништвото е многу битно, ама врз база на што? На кој темел го градиме тоа заедништво? Бидејќи зборуваме за вечност. А тоа не е малку. Не е за нешто ограничено, зборуваме за вечност. Зборуваме за нешто безценето. Безценето е ова. А по природа, човекот е таков да праша, а што треба ние да правиме? Што да доправиме? Како ние да помогнеме во тоа? Што да направам? И што би одговорил Христос на тоа? Ништо. Само верувајте, да верувате. Бидејќи човекот нешто би правил, би доправил.
ама потребна е само вера во самиот Христос, само по милост. И тоа е учење на самиот Исус Христос. Кој апостолите тоа го научиле и апостол Јован јасно ни го запишал тоа нам. Како да бидам спасен и како да бидам сигурен во своето спасение. Видете што вели Јован, прво Јованово 5:13, овој наш стих, ова ви го напишав вам, кои верувате во името на Божиот Син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот Син. Од кого ова го слушнал и го научи? Што вели Исус? Јован 3:16. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот еднороден Син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Значи Јован ова го слушнал од Исус. Тоа не е негово, не доаѓа од апостол Јован. Тоа доаѓа од самиот Христос. Го слушнал и го запишал. Се ние велиме еднаш спасен, за секогаш спасен, да, ама само мораме тоа да го дефинираме. Мораме тоа вака да го докажеме. Да го дефинираме. А само ако го кажеме онака лесно, еднаш спасен, за секогаш спасен, би имало проблем со тоа, би имало нејаснотија, па на некој дури и ми пречи тоа. Бидејќи тоа ние треба да го живееме. И нашиот живот да сведочи за тоа, за нашето спасение, за сигурното спасение, за вечното спасение. Со нашиот живот. А како ќе докажеме со нашиот живот? Па со тоа што ќе живееме според Божиите стандарди, што ќе ревнуваме за Бог и ќе бидеме пријатели на Словото, ќе жеднееме за Словото. И тоа другите ќе го забележат. И заедништвото помеѓу нас. И трето прашање, можам ли да бидам сигурен? Има многу луѓе денес што тоа така површно и едноставно го кажуваат, но знаеме дека постои лажна сигурност. Минатиот пат зборувавме. Лажна сигурност која Јован ја покажува, ја опишува. Зошто? За да ја истакне вистинската сигурност. Врз основ на тоа, врз таа вистинска сигурност, ние да бидеме сигурни. И сега, врз основ на што да бидам сигурен? Некој пат изгледа прав, вели Соломон, ама на крајот води во пропаст. Некој пат изгледа прав, ама води во пропаст на крајот. Така вели мудриот Соломон. Вечниот живот. Можам ли да бидам сигурен во вечниот живот? Еве што вели Исус. Исус вели дека вечниот живот е дар, не само не сме го заслужиле. Бог ни го дал. Бог ни го дал, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде, вели, својот еднороден Син, да секој кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Не дека ќе има, туку вели да има, Исус вели. Веќе има оној што верува. Значи оној што верува веќе го има вечниот живот, а не ќе го има. Минатиот пат видовме дека Христос е вечниот живот. И гледате Јован, точно ова Исус што го вели. Бог го даде својот еднороден Син, за секој што верува во него, да има вечен живот. И зато велиме дека Бог го даде вечниот живот. Еве што вели прво Јованово 5:20. Исто така знаеме дека Божиот Син дојде и ни даде разум за да го познаеме вистинскиот. И ние сме во вистинскиот, во неговиот Син Исус Христос. Тој е вистинскиот Бог и вечен живот. Значи Бог ни го даде еднородениот Син, значи Бог ни го даде вечниот живот. Тоа сака да каже. Значи тој е вечниот живот. Вечниот живот не може да престане. Исус Христос е вечен. И како може вечниот живот да престане? Сега го имам, сега го немам. Значи Исус Христос сега е, сега не. Невозможно е тоа. Не може Бог да го подари па да го земи. Не може.
И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот и тој живот е во неговиот син. Мислам од ова појасно не може да биде. Значи Христовото е Евангелие е вечно. Вечно Евангелие, во прашање е вечност, вечниот живот. И ние зборуваме за вечно спасение. Не спасение по потреба или моментално. За вечно спасение. И вечното спасение започнува во вечноста, во предодредувањето и кулминира во вечноста во прославувањето. Што сакам да кажам со ова? Спасението не започнува и не завршува со човечки избор, туку со Божја милост. Слободна волја не постои. Постои заробена слободна волја. Ние сме робови на Исус Христос. И без Божја милост не може и да се покаеме, а камоли да веруваме. Прво оди Божјата милост, Исус јасно кажал, никој не доаѓа при мене ако не го привлече таткото. Никој не доаѓа при мене ако не го привлече таткото, нема шанса. А луѓето сакаат благослови, слава, популарност, пари, здравје, тоа бараат. Тие не сакаат да го слават Бог. И се ова што го наброив, го нуди ѓаволот. А човекот е таков по природа и се прашува што морам да направам за да се спасам. И тоа е таа гордост. Што морам јас да направам? Јас. Тоа е его, заробено во гревот. Што морам јас да направам? И тоа е таа диагноза. Не е дека мора нешто да направи, туку не може ништо да направи. И колку е лоша диагнозата. Не може буквално ништо да направи. Значи спасението започнува со милоста, па потоа иди наново раѓањето, па тек после верата, па после обраќањето. Врати не кон себе, Господи, и ќе се обратиме. Така вели Еремија. Врати не кон себе, Господи, и ќе се обратиме. Ти врати не, за да се обратиме. Не можеме сами. Господ да не обрати. Кој сега ќе се кае? Тешко е да се кае човекот. Сам никогаш нема да се кае, без Светиот Дух. И потоа оди оправдување, осветување и прославување. И тоа е вечно Евангелие, тоа е вечно спасение. И затоа е сигурно. Тука е сигурност. Бидејќи тоа е Христовиот живот што е во нас. Христовиот живот што е во нас. Зошто е ова важно? Значи, Павле го разбира важниот редослед кога пишува оној што го започнал доброто дело во вас, тој и ќе го доврши. Многу јасно. А ако ние сме го започнале по наша волја и по наши намери, прашање е дали ќе го завршиме. Многу нешта сме започнале па до кај се. Уште ги довршуваме. А може би никогаш нема да ги завршиме. Ако е до нас. Значи Павле разбира состојбата на човекот и потребата од таа реанимација. Прво оди наново раѓање, па потоа верата. Во Ефесијаните 2 глава Павле вели, бевте мртви поради вашите гревови. Но не оживе заедно со Христа и нас кои бевме мртви. Значи вели, бевме мртви. Мртви. Што може мртов човек? Што може да направи мртов човек? Ништо, само да се распадне и да се засмрди, да смрди. Духовно зборувам. И потоа вели, по благодат сте спасени преку верата и тоа не е од вас самите, тоа е Божји дар.
Бог ни го дал тоа. Тоа е дар, тоа е незаслужена милост. Тој започнува, тој ќе заврши. За нашата сигурност битно е и зачувувањето. Или запазувањето. Петар вели, Божијата сила ве чува преку верата за спасение. Божијата сила ве чува. 1 Петрово 1:5. И сега како ќе го изгубите спасението ако ве чува Божијата сила? Како? Не е прашањето дали ќе го изгубиме. Прашањето е дали дошло до наново раѓање, дали дошло до реанимација, до пулс. А ако дошло, тој пулс е вечен. Тоа е тоа. Дали некој навистина бил наново роден. За запазувањето, еве што читаме. Во посланието на Јуда, на самиот почеток, 1 глава, 1 стих, Јуда, слуга на Исуса Христа, а брат Јаковов, до повиканите, кои се возлюбени од Бог Таткото и запазени за Исуса Христа. Повикани и запазени. Божијата сила по вера ве чува во Исуса Христа. И тоа е невозможно да се изгуби. Шанси. Павле вечното спасение на римјаните им го објаснува вака. Римјаните 8 од 28 до 30. Римјаните 8 од 28 до 30. Но ние знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера. Зашто оние кои ги познаваше однапред, нив ги предопредели да се преобразат според ликот на неговиот син, за тој да биде првороденец меѓу многуте брајка. А оние кои ги предопредели, тие ги повика, кој ги повика, тие ги оправда, кој ги оправда, тие ги прослави. Гледаме повикани, како? Од човек? Не, по Божија намера. Не по човек. И пак 30-тиот стих ќе прочитам. А оние кои ги предопредели, тие ги повика, кој ги повика, тие ги оправда, и кој ги оправда, тие ги прослави. И се ова што го прочитав е запишано како во минато свршено време. Готово е, свршено, повикани, оправдани, прославени. Свршено е. Едно е оправдувањето, друго е осветувањето. Во осветувањето има место за нашите падови, подеми, и ке ги има тие падови, и ги има. Секогаш можеме да паднеме. Но не од Господа. Не да паднеме од Господа. Невозможно е тоа. Невозможно да се отпадне. Тоа е дар. Даено ни е спасението. Значи, Павле зборува во минато свршено време. И сигурен е во своето спасение. Бидејќи е втемелено на што? На вечната Божја љубов. И апостолот Павле и апостолот Јован не велат во вечноста, не велат дека ќе бидете спасени, верувајте, ќе бидете нео. Оправдани сте, спасени сте. Тоа го велат. И тие не водат во вечноста. Зборуваат за вечност, каде повеќе нема време. Нема време. Тоа е вечност. Не може да има време ограничено. Нема ограничување. Вечност. И видите што пишува понатаму во Римјаните, од 31 стих до 39 8 глава. И така, што да речам на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго со него. Кој ќе ги обвини Божјите избраници? Бог ли кој ги оправдува? Кој е оној кој ќе ги осуди? Христос Исус ли, кој умре на уште и воскресна, кој од десната страна на Бог и кој се застапува за нас?
кој ќе не одвои од Христовата љубов? Неволјата ли, или притеснувањето, или гонењето, или гладот, или голотата, или гибелта, или мечот? Како што е напишано, заради тебе не убиваат постојано, не сметаат како овци за клање. Но во се ова победуваме надмојкно преку оној кој не возлюби. Зашто сум уверен дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височините, ни длабочините, ниту некое друго создание ќе може да не оддели од Божјата љубов, која е во Христа Исуса, нашиот Господ. Кога врз основ на нашата вера во Христа Исуса, Бог рекол, не е крив, таа пресуда никој никогаш не може да ја сруши. И нема да ја сруши, не може да се смени тоа. Бог не љуби со вечна љубов, уште кога не повика, а какви бевме тогаш? Знаеме. Вечна љубов, тоа е сигурност. А човечката љубов? Што да зборуваме за тоа? А што и да ви кажам колку сме се наслушали за таа христијанска љубов. Но тоа не е ни приближно толку колку што е Божјата љубов. Бидејќи Божјата љубов е константна и нема никаква осуда на оние кои се во Христа. И никој тоа не може да го сруши. Тоа дури нашиот греф не може да сруши. Бидејќи оној кој е наново роден и да сгреши, тој се кае, не може да живее со тој греф постојано. Бега од тој греф и оди каде бега? Оди кај Бог, не бега од Бог. Бара каење, бара прошка. Значи не може. И тоа е Христово дело, спасението е вечно и Бог се што користи за добро. Се користи за добро, така да прочитавме. Дури и невојлите, страдањата, прогонствата, глад, голота, значи сиромаштија. Сето, дури и меч, вели. Ова не е ништо добро што го прочитав, ама Бог го прави за наше добро. Да не притесни, да не стегни, да не зацврсти. Да ни каже до каде сме. И сето тоа зошто го прави? За да бидеме слични на Исуса Христа. Значи, овие работи Бог ги прави за ние да бидеме слични на Исуса Христа. Бидејќи христијанството не е да знаеш теологија, не е да ја знаеш само Библијата. Христијанството е да бидеш сличен на Христос. Значи, ти можеш многу да знаеш, ама да не го живееш тоа. Да не живееш како Христос. Значи, затоа Бог некогаш не притиска до крајни граници, до крајна болка, само да бидеме слични на Христос. И Павле вели, уверен сум. Значи, уверен, сигурен е, опуштен е во овој несигурен свет. Сигурен е во овој несигурен свет. Сигурноста на спасението е во вечна љубов, во вечноста се започнува. Во вечноста се и завршува. Кога конечно ќе разбереме што значи дека таткото го љуби синот, синот го љуби таткото, Светиот Дух е љубен од таткото и од синот и ги љуби и синот и таткото. Каква е таа љубов? Каква е таа лојалност? Какво е тоа единство? Каква е таа прекрасна атмосфера? За тоа вреди да живееме. Тоа е важно. Се друго е помалку важно. Таа љубов, тоа единство со Бог, тоа е важно. Можам ли да бидам сигурен? Вечниот живот е подарок и сега Исус вели верните се поклон од таткото на синот. Ајде да видиме што ни пишува евангелистот Јован во Евангелието 6 глава од 37 до 40 стих. Се што таткото ми дава, ќе дојде при мене,
а оној кој доаѓа и ga примене, нема да го исфрлам. Зашто не слегов од небото да ја извршам мојата волја, туку волјата на оној кој ме испратил. А ова е волјата на оној кој ме пратил. Да не изгубам ништо од се што ми дал, туку да го воскреснам во последниот ден. Зашто тоа е волјата на мојот татко. Секој што ќе го види синот и поверува во него, да има вечен живот. И јас ќе го воскреснам во последниот ден. Значи нема исфрлање. Нема исфрлање. А волјата е од кого? Од таткото. И никој не може да ја промени татковата волја. И ако татковата волја рекла Тинче е спасена, Аце е спасен, Даниела е спасена, или да се спаси, и таа ќе се спаси. Значи спасена е. И тие ќе бидат на небо. И крај на приказната. Тоа го вели овој текст. А ние можеме да се лутиме и да скокаме колку сакаме. Ама тоа е Божи избор. По милост, а ние што би барале како луѓе? По правда. Така? Ние бараме по правда. Ама не оди така тоа. Божја волја, Божи избор. Потоа Јован 17 глава, првиот и вториот стих. Кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите кон небото и рече: Татко, часот дојде, прослави го својот син, за да те прослави синот тебе. Како што си му дал власт над секое тело, па му даде на се што си му дал вечен живот. Па му даде вечен живот. И 6 стих вели: Им го јавив Твоето име на луѓето кои ми ги даде од светот, Твој беа и ми ги даде мене и го запазија Твоето слово. Вели, Твој беа, вели. Значи имате брајка и сестри што се во светот. Имаме брајче и сестри кои се во светот, ама уште не знаат, бидејќи не слушнале. А имаме и внатре брајка кои не се брајче. И тоа се покажува. За жал. Тоа е тој предизвик. Твој беа. Уште не знаат, само мора да го слушнат Евангелието. Ке го слушнат, ке разберат и ке го љубат Христа. И тоа ќе биде потрага, а не потреба. Ќе го бараат Христа. И сега одиме Јован 17 глава 11-12 стихи. Не сум повеќе во светот, а тие се во светот, јас идам при тебе, свети татко. Запази ги во Твое име оние кои ми ги даде, за да бидат едно како што сме и ние. Додека бев со нив, јас ги чував во Твое име оние кои ми ги даде и ги запазив, па ниеден од нив не погина, освен синот на гибелта, за да се исполни писмото. Значи што вели? Ги запазив. Оние кои ми ги даде, поклонот го запазив. Вели. Тоа е сигурност. Тука е сигурност. И за крај, како да бидам сигурен во сигурноста на спасението? Не е лесно да се победат сомневањата. На крај краишта сите се сомневаме. Тоа е човечки, ние сме луѓе. Но како да го победиме тоа? Сомнежот, вината, срамот, стравот, немирот. Како да не бидиме згрчени, она што кажавме минатиот пат, згрчени христијани, бидејќи сме во страв, притеснети. Како да бидеме и да служиме со радост. Да се верува во Словото и да се верува во Божијата сила. И ова сега што ќе го прочитаме, се точно Исусови зборови. Ако има некој англиски Библии, таму Исус кај што зборува со црвено е. И точно овие зборови се тие црвените. Макар да јас велам дека малку не е оправдано, тоа бидејќи се што е кажано во Словото иде преку Светиот Дух, ама ова се директно Исусови зборови. Читаме од Јован 10 глава, од 25-тиот, ама и прво ќе прочитаме 24-тиот стих, вели: Тогаш јудејците го обкружија и му рекаа: До кога
ќе ни ја измачуваш душата. Ако си ти Христос, кажи ни слободно. И сега еве ги тие стихови од 25 до 29. Исус им одговори: ви реков и не верувавте. Делата што јас ги правам во името на мојот татко сведочат за мене. Но вие не верувавте зашто не сте од моите овци. Моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие идат по мене. Јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Гледате како Исус размислува. Вие не верувате зашто не сте од моите овци. Ништо не треба со сила. Вистината сама се брани, не со сила. Вели, јас не се молам за светот. Оставите ги нив. Не мора никого со камшик да го терате. Вели, тие одат по мене. Вели Исус. И јас ги познавам. И тој ни дава вечен живот. Значи, вечниот живот ни е даден, даре. Потоа што вели? Сигурно, тоест, никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од раката на мојот татко. Никој нема да ги грабне. Како да бидам сигурен, мирен, сталожен, фокусиран? Неговиот збор ни ја дава сигурноста. Неговиот збор е сигурност. Никој нема да ги грабне од таткото. Тој е најголем. Бог е најголем и поголем од сите. И во него е победата. Поголем и од џаволот. И неговиот план секогаш оди понатаму. Бог е суверен Бог и во спасувањето. Да се молиме. Татко небесен, семојкен Господе, Ти благодариме на Твоето охрабрување што ни го даваш, што ни го откриваш преку Твоето свето писмо, преку зборовите, што си ни ги дал, што се запишани преку апостолите, Господе. Ти благодариме за таа сигурност, дека се што Ти е доверено Тебе, се ќе зачуваш и се ќе запазиш. Па така и нас, Господе, во вечноста. Ти благодарам за Словото што си го дал. Благослови го уште еднаш, Господе, тоа Слово. Благослови не и нас, кои сме овдека, давај ни сигурност и избриши го секој наш сомнеш, секоја наша грижа, секој наш немир. Ти, Господе, давај ни ревност во срцата, да ревнуваме за Тебе, да Те бараме Тебе. Тоа да биде потрага, а не да бараме благослови. Тебе да Те бараме, Господе, да Те спознаваме повеќе, да се продлабочуваме во Твоето Слово, да истражуваме. И така ќе растеме и ќе се зацврстуваме во нашата вера и ќе стануваме послични на Тебе. И со тоа ќе имаме љубов помеѓу себе, љубов која ќе биде видлива од другите. И дај, Господе, да бидеме едно живо сведоштво за Тебе. Се молам и за овој град, Господе, за овој народ. Знаеме дека има луѓе кои искрено веруваат, но се во криво, бидејќи не слушнале, не Те запознале. Дај точно ние да го однесеме Твоето Слово до нив, да слушнат и да реагираат, Ти да ги реанимираш, Ти да му дадеш живот, Господе, бидејќи се мртви во својот грев. Се молам, Господе, за властите. Ти управувај со нив, бидејќи знаеме дека Ти си ги поставил. Дај, Господе, ако е можно и тие да се обратат, да Те бараат Тебе, но и се она што го донесуваат, дај мудрост да биде угодно на Тебе. Се молам, Господи, за сите оние служби кои денеска се проповедаат за Твоја слава. Ти благослови ги. Се молам за Твоите работници кои верно Ти служат. Благослови ги и нив и ставај му слово во устата која ќе допре до секој еден човек. А преку тоа да се поттикне обрајкање,
и да се спасат што е можно повеќе луѓе, Господи. Благослови оваа недела која ни предстои. Ти благослови на каде и да бидеме, што и да правиме. Се да правиме за Твоја слава и во Твое име. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.